Добродојдовте во саботното издание на Урбаните вести. Над 1 милион динари во фондацијата Трајче Мукаитов донира вработените во Алкалоид Скопје, членовите на нивните семејства и нивните пријатели, зашто добија специјално дизајнирана маечка. Средствата ќе бидат донирани на клиниката за детски болести и тоа на одделите за епилепсија и за астма. Продолжуваме со Урбаните вести, следува генералната најава, а потоа и останатите наслови за денеска. Балкан Енерджи Груп апелира до станарите и кукните совети да ги обезбедат потребните услови за почеток на грејната сезона. Едукативен настан за подигнување на свеста за борба против беснилото. Викендов на улица Македонија, манифестација, време е за зимница. Бизнис трка утре во Скопје. Продолжува трката за градоначалнички места во општините и градот Скопје. Еве што најавуваа денеска кандидатите за градоначалници. Вложуваме во младите, отвараме центри за започнување и развој на бизниси и стимулирање и отварање на слободни работни места соодветни на нив. Поведуваме посебен фонд во градскиот буџет за поддршка на младите таленти во градот. Тоа е инвестиција во нашата иднина. Градиме нови средни училишта и ќе ги подобриме условите за учење и работа во постојните. Целосна реконструкција на улицата Индира Ганди, која што е главна улица во општина Шуто-Ризари. Незината реконструкција ќе започне од булеварот Словенечка, па се до улицата Гарсија Лорка, значи по целата незина должина, во должина од 2,5 километри. Изградиме нови градинки, ќе отвориме многу игралишта за младите. Ќе ги реновираме старите градинки, а потоа и ќе ги едуцираме децата околу се она што е потребно за животот понатаму, за да можеме во училиштата да ги примениме сите европски стандарди, затоа што Бутел е место каде што во изминатиот период не се вршеа никакви активности околу децата. Гласајќи за бројот 13, гласате за градежна експанзија во Бутел. Гласате за 2 нови градинки, за 2 нови ултрамодерни паркови, за модерен кеј на реката Серава и патеки, за пензионерски клубови, за нови асфалтирани улички, за фекална и атмосферска канализација, за нови водоводни мрежи, за целосно реконструирање на улицата Бутелска и за многу други проекти, кои општината Бутел ќе ја претворат во модерно и урбано место за живење. Секој млад човек кој што ќе направи 18 години во Карпош, општината Карпош ќе му ја плати обуката за возачка дозвола. Секој млад човек, жител на Карпош, кој ќе направи 18 години, обуката за возачка дозвола ќе му ја плати општина Карпош. Паркинзите, значи во општина Шуто-Ризари треба да се направат, зашто општина Шуто-Ризари е посетена со цела Република Македонија, СЕДЕКА. Тука не е лоциран, значи пазарот, паркингот ни е најбитно во моментот кој што потреба имаме, значи да се направи во општина Шуто-Ризари. За младите со креативни бизнис идеи планираме отварање на стартап бизнис центри во кои што овие млади луѓе ќе добијат бесплатен канцелариски простор, мебел, како и бесплатна правна и сметководствена поддршка. Нивна работа ќе биде само да почнат да го развиваат бизнисот, а сите други предуслови ќе им бидат исполнети. Дополнително, за сите млади кои што сакаат да го одржуваат здравиот дух во општина Карпош, ќе отвориме и ќе направиме повеќе фитнес зони во скоро сите населби во општината. Планираме да продолжиме со обновување на целокупното зеленило во овој дел, поставување на автоматски систем за наводнување, перманентна промена на сите плочници помеѓу зградите, изградба на затворен базен со ватерполо димензии. Сите овие проекти се составен дел на нашата изборна програма. Очекувам доколку ја добиеме вашата доверба, целокупната програма да биде целосно реализирана во интерес на граѓаните на општина Арал. Ќе формираме младинска банка која преку грантови ќе поддржува младински иницијативи и проекти за самовработување, за културно-спортски настани и други конкретни проекти кои што ги предлагаат младите. Дополнително мора да субвенционираме одредени музички инструменти за наши млади таленти и музички групи. Ќе го вратиме старото горзо на модерен начин.
ќе направиме нови организирани содржини, ќе имаме наша мала чарша. Најголем дел од мојата младост го поминав овде, но не поради дискотеките и кафичите, туку поради оваа сала позади. Јас сум дете на работнички. Тука ги направив првите надпревари, станав првотимец, станав репрезентативец, станав интернационалец, но секогаш ќе се поистоветувам со овој клуб. Овој храм позади нас заслужува да биде модернизиран и да биде налик оние кои што ги имаат во Европа. Затоа што тоа е неговото место и таа атмосфера треба да ја краси оваа сала. Продолжуваме со урбаните вести. Балкан Energy Group информира дека согласно законските прописи грејната сезона може да почне секој ден почнувајќи од денеска, доколку временските услови тоа го наложуваат и дека се извршени редовните проверки на подстаниците. Оттаму апелираат станарите да ја проверат внатрешната инсталација, а кукните совети и управителите на згради да овозможат непречен пристап на службените лица до подстаниците. Станарите да ја проверат внатрешната инсталација, а кукните совети и управителите на згради да овозможат непречен пристап на службените лица до подстаниците, за да може грејната сезона да започне навремено, апелира компанијата Балкан Energy Group задолжена за парно грејење. Оттаму истакнуваат дека согласно законските прописи, грејната сезона може да почне секој ден, почнувајќи од денеска, доколку временските услови тоа го наложуваат и дека се извршени редовните проверки на подстаниците. За да може грејната сезона насекаде да стартува навремено, потребно е потрошувачите да ги завршат интервенциите кај внатрешната инсталација и истото веднаш да го пријават во снабдување со топлина Балкан Energy. Истовремено заедниците на станари или управителите на зградите треба да овозможат непречен пристап на службените лица до топлинската станица, како и да обезбедат постојано напојување на топлинска станица со електрична енергија, односно платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација, се вели во денешното соопштение од Балкан Energy Group. Компанијата информира дека во претходниот период испратени се писма до сите заедници на станари, односно до фирмите кои управуваат со станбените единици, за нивните обврски за непречен почеток на грејната сезона, но дека во околу 200 објекти се уште не се обезбедени бараните услови. Поточно има дефекти во внатрешната инсталација, оневозможен е пристап на екипите до топлинските станици или нема електрична енергија во подстаниците. Во градскиот парк во Скопје кај школка денеска се одржа промотивно-едукативен настан за подигнување на јавната свест во борбата против беснилото. Во градскиот парк во Скопје кај школка денеска се одржа промотивно-едукативен настан за подигнување на јавната свест во борбата против беснилото. Настанот е во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина, Ветеринарната комора и ветеринарните друштва. Организаторите на настанот посочуваат дека главниот апел кој треба да се испрати е да се зголеми свеста за одговорно сопствеништво на домашни миленици. Овде денеска со нас имаме ветеринарни друштва, тоест доктори на ветеринарна медицина, кои што ќе вршат бесплатен преглед и ќе даваат бесплатни совети за здравствената заштита на домашните миленици. И од друга страна имаме и каче каде што најмалите генерации ќе ги вклучиме во едукативни цртежи преку темата Јас и мојот домашен миленик, да дадат свој придонес и да не разубават. А во исто време сакам и да најавам дека агенцијата ќе спроведе и есенска вакцинација на лисиците против беснилото преку фрлање на авионско фрлање на мамки на целата територија на Република Македонија. Со тоа би постигнале подобра контрола на самата болест, а и неодмерно е да имаме и превентивно действување. На светско ниво годишно од беснило умираат по 50 до 60.000 лица или по 150 на ден. При тоа во 95% од случаите беснилото е предизвикано од каснување на кучиња скитници. 8 успешни млади луѓе денеска и утре ќе држат говор во рамки на мотивацискиот викенд кој по 4ти пат ќе се одржува во Македонската опера и балет. Покрај говорот предвидени се и работилници предводени од успешни компании.
Во македонската опера и балет денеска и утре 8 говорници ќе ги споделат своите приказни за својот личен и професионален успех со цел мотивација, инспирација и вмрежување на млади луѓе во рамки на 4-тиот мотивацијски викенд 4 во организација на Сдруженијето Младите можат. Мотивацијскиот викенд составен од 2 дела и тоа говори од 8 успешни млади лица и 4 работилници од успешни компании. Целта на мотивацијскиот викенд е да се мотивираат младите да работат на себе, на приватен и професионален план и да се запознаат со неформалното образование. Настанот за прв пат е организиран во март 2014 година како иницијатива од страна на 6 млади ентузијасти во рамки на проектот Make a Change, Be a Volunteer и продолжува како мотивацијски викенд организиран во септември 2014 година и мотивацијски викенд 3 во 2015 година. Вкупно на трите настани до сега присуствувале над 600 млади луѓе. По промотивни цени скопјани денеска и утре ќе имаат можност да си набават зимница за зимскиот период од домашни производители. Покрај продажбата, посетителите на манифестацијата ќе имаат можност и да дегустираат разни конзервирани специјалитети. 10 македонски компании преработувачи на овошје и зеленчук денеска и утре ќе имаат можност да се промовираат и да го представат преработувачкиот сектор на домашниот пазар во рамки на настанот Време е за зимница, што се одржува на улица Македонија. Целта на манифестацијата е да ја промовира домашната конзервна индустрија и да ја зголеми свеста кај потрошувачите на домашниот пазар за квалитетот и безбедноста на производите што оваа индустрија ги нуди. Настанот е истовремено од промотивениот продажен карактер, а присутните по промотивни цени ќе имаат можност да си обезбедат зимница за предстојниот зимски период, но и да дегустираат зимница, поразлична од карактеристичниот ајвар и лутеница. Време за зимница се организира со поддршка на Општина Центар и со Министерството за економија. Министерството за култура денеска на својата веб страница го објави конкурсот за годишната програма за проекти од национален интерес во културата за 2018 година, кој е редизајниран и усогласен со новата стратегија за културен развој. Министерството за култура денеска на својата веб страница ќе го објави конкурсот за годишната програма за проекти од национален интерес во културата за 2018 година, кој е редизајниран и усогласен со новата стратегија за културен развој. Конкурсот е наменет за физички лица кои се државјани на Република Македонија и за правни лица од областа на културата. Не е наменет за националните установи, кои се финансирани преку нивните годишни програми за кои постои посебен повик. Рокот на конкурсот е до 15 ноември, а резултатите ќе бидат објавени околу Нова година. За поддршка и помош на заинтересираните корисници ќе бидат организирани и инфосесии во наредните 45 дена додека е отворен. За секоја дејност од културата сега ќе има само една пријава, а не различен број како досега, например 5 во издаваштво, една за архитектура или визуелни уметности. Во секоја дејност и во секоја категорија ќе има упатства за пополнување. Новина е што конкурсот го отвориле за посложени проекти, односно тие што вклучуваат активности од повеќе категории во една дејност. Например, за публикација од ликовна уметност или театар ќе се аплицира во нивните основни дејности, а не во издаваштво. Новина е и посебната пријава за интердисциплинарни проекти, кои се притежно од независната културна сцена, а кој досега ги имаше само како категорија во меѓународна дејност. Ревизија има и во приоритетите кои во план е да се менуваат годишно. Заедничко спортско, рекреативно и деловно дружење помеѓу компаниите и јакнење на тимскиот дух помеѓу вработените. Утре во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација прв до врв ќе се одржи штафетна трка за тимови од македонскиот бизнис сектор, насловена како Бизнис Ран 2017. Во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација прв до врв, утре во Скопје ќе се одржи штафетна трка за тимови од македонскиот бизнис сектор, насловена како Бизнис Ран 2017. За трката може да се пријават сите компании, организации, институции, здруженија, дипломатски представништва и субјекти кои припаѓаат на деловно општествената заедница, а се регистрирани и вршат дејност во Република Македонија. Трката ќе биде штафета со 4 измени, а компаниите
компаниските тимови треба да бидат во мешано машко-женски состав, за да ја одразат реалната слика на секојдневниот работен амбиент во компаниите. Патеката е долга 8 километри, односно секој учесник во својата измена ќе треба да истрча по 2000 метри. Сите заинтересирани своите тимови може да ги пријават преку електронски формулар на веб страницата www.prvdovrv.mk. Нема ограничување на бројот на тимови што може да ги пријави секоја компанија. За сите учесници на трката претходно ќе се организира забава за запознавање и дружење, која иницирана од трчањето може да донесе нови деловни релации за бизнис заедницата во нашата земја. Најбрзите 3 тимови на Бизнис Ран 2017 ќе бидат наградени со златна, сребрена и бронзена штафета, како и со вредни подароци за тимот, а ќе бидат наградени и двајца најбрзи поединци во машка и женска конкуренција, оние кои стрчале најбрз круг. Целта на оваа трка е заедничко спортско, рекреативно и деловно дружење помеѓу компаниите и јакнење на тимскиот дух помеѓу вработените. Стартот е закажан во недела во 10 часот на рекреативната патека на кеот на Вардар, кај хотелот Парк. Од утре следува период на сончево и малку потопло време преку денот, но со ниски утрински температури. Преодно на облачување со услови за повремен дожд на северот се очекува од средината на следната работна седмица. Во продолжение е Матамамите. Матамамитео беше и последната содржина за ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.